Безбедноста, стабилноста и сигурноста, тоа се главните теми за кои денеска во Кишињев се разговара на вториот самит на Европската политичка заедница. Соборот на кој присуствува врвот на Европската унија на земјите од Западен Балкан и државите од Источна Европа, се случува во сенка на интензивирањето на борбите во Украина, нестабилноста што ја продуцира руската агресија, но и насилството на северот од Косово. Пораките за македонската делегација се добро познати, дека продолжувањето на процесот на пристапување оди преку уставни измени. Она што предстои пред нас е една од многуте одлуки до влегување во Европската унија, а тоа е вклучување на други делови од народи во нашиот устав, вклучително и бугарскиот народ. Со тоа сметам дека се постигнува уште една многу значајна цел, бидејќи конечно веќе ќе се стави крај на онаа теза која што беше дека се работи за еден народ во две држави. За прв пат ќе имаме во уставот и македонци кои што се веќе, меѓутоа тука сега ќе бидат јасно диференцирани и бугарите, со што таа теза веќе еднаш за секогаш ќе заврши и нема да биде тема на разговор. Бугарија представуваше шефот на државата. Румен Радев денеска во Кишињев имаше поумерена изјава за ова прашање. За нас е важно и за всички европейски држави. За нас и за сите европски држави е важно да се запазат критериумите за членство во чија основа се човековите права и недозволување на дискриминација. Мислам дека колку побрзо тоа се прифати, дека бугарите во Северна Македонија треба да бидат впишани во уставот и да се гарантира нивната рамноправност, толку ќе биде подобро. И да се гарантира техното рамноправие. На крајот на изјавата на македонскиот премиер пред новинарските екипи се појави српскиот председател. Ние имаме пред нас одлука за Европа или за изолација. Како сте, председниче? Сте добри. Драго ми е да се видиме. Така да ви благодарам на прашањата, ако имате уште прашања. Тука се сега пожешките теми. Вниманието се сврте кон Вучич поради тензиите на Косово. Тој се надева на смирување на ситуацијата и зачувување на стабилноста на регионот. Надам се да ćemo и ми успети да ствари. Се надевам дека сите ние ќе успееме да ја деескалираме ситуацијата и да ја сочуваме стабилноста и мирот. И сакам да ги поздравам луѓето во Северна Македонија, да кажам дека ним, како и на сите нас, им посакувам мир и верувам дека ќе успееме во тоа. Европската унија, кој е главниот посредник во разговорите меѓу Белград и Приштина, повикува на прекин на насилството и непреземање еднострани чекори од двете страни. So we have to insist that the violence is not the way. Мораме да инсистираме дека насилството не е начин. Насилството мора да се осуди, а насилниците мора да одговараат. Сите треба да избегнат на тамошна ескалација и некоординирани чекори. Ќе продолжиме да работиме со двете страни. За наредните денови се најавени нови заеднички американски и европски дипломатски обиди за смирување на состојбата на Косово и враќање на мирот. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.